детален закон кој ќе го регулира здравството и здравјето на сите нас. Колеги пратеници, тоа не е во ред. И затоа фалш се изјавите сегашни на министерот дека тој би сакал да чуе предлози. Ама не дозволи пред да го пушти законот во процедура, таква дебата, вистинска, суштинска, да се одвива врз основа на еден работен текст, на кој што своето мислење ќе го кажат и експертите, и политичарите, и сите оние кои имаат што да кажат. Ако тоа го направевте, денеска ќе имавте право вака да зборувате. Ама вие сакате низ иста процедура, низ која технички се менува еден закон, вие да измените закон кој самите велите дека сте го спремале не знам колку години. И од тие причини се правдате дека пола од податоците кои што се дадени во образложението се застарени. Пазете, статистички показатели за 2008 и 2009 се цитирани во законот. Меѓутоа не се попушта. Законот мора да оди по истата релативно брза процедура, за да не се видат дупките за кои говореа многу не ваши колеги, лекари и експерти од таа област на јавната расправа. Верувајте, шминка на овој закон не помага. Затоа што грешките и дупките во здравствениот систем ни се навистина од голем карактер. Јас би сакала да се осврнам на неколку прашања. Прво, и денеска и вчера чувме од нашите колеги од парламентарното мнозинство дека овој закон со 333 нови членови е гаранција дека работите ќе тргнат во здравствениот сектор. И знаете како, со толку душа, со толку верба зборува, човек да им поверува. Ама може да им поверува само човек кој нема елементарна меморија. И нема да се подсети дека ова се говори прераскажувани 4 пати до сега. 4 пати до сега не убедувате дека реформите почнале и дека реформите ќе ги дадат своите резултати. Истите говори ги слушавме кога се растураше клинички центар. Истите говори ги слушавме кога се воведуваат двојни управни одбори, двојни директори, што уште не. Истите говори ги слушавме секој пат кога ќе дојдеше еден нов министер на вашата позиција. Имер Селмани, одличен беше според зборовите на Никола Груевски. Бујар Османи уште подобар беше. Вие, цар. Ама резултатите во здравството покажуваат дека секоја година сме се подолу и подолу. Господине министер, овде сте и да носите одговорност за тоа што Македонија и нејзините граѓани го оценуваат својот здравствен систем најлошо од сите 29 држави во Централна, Источна Европа и Централна Азија. Читајте малку повеќе и ќе го погледнете, бидејќи гледам дека многу сакате да климате со глава, ќе ви го подарам извештајот на Европска банка за обнова и развој и ќе видите како тоне Македонија на листата заради ваша лоша работа. Во исто време, 4 пати не убедувате дека ова е реформата. Денес овдека вие доаѓате со сосема нов концепт и тврдите дека овој концепт ќе даде резултат. При тоа велите, нормално е да се разликуваме. Нормално е. Вие сте десница, ние сме левица. Ама ако сакате да бидете толку искрени, треба на јавноста да ја кажете дека концептот на ВМРО ДПМН, на македонската десница во македонската држава, во последниве 6 години беше ваков. Кој има пари, ќе се лечи пристојно. Кој нема пари, ќе остане на улица. Некои ќе останат без плави картони, некои ќе треба да доплаќаат за плави картони, а оние кои имаат плави картони, тие ќе стануваат уште поболни по ходниците. Тоа е резултат на политика која 7 години македонската десница ја спроведува континуирано. Еве сега дознавме вчера една информација дека ќе испраќате за 40.000 евра, ако не се лажам, ќе испраќате и преправени пациенти да проверат дали докторите добро ги лечат. И се подсетивме со моите колеги на онаа стара серија Бољи живот, во кој што имаше една личност која што постојано беше болна и нонстоп си се диагностицираше себе си, не ми текнуваше како се викал, дознав, Јездимир Ускоковиќ. Таков Јездимир Ускоковиќ, домашен лекар што стекнал искуство, ќе го праќате по ходниците за 40.000 евра да ги проверува лекарите. Смешно е да не е скапо. Смешно е да не е опасно. Еве ги темите за кои што вие се помалку и помалку сакате да зборувате. Денес овде дискутираме за еден закон, ама многу пратеници и функционери различно го читаат истиот закон. Еве, например, што кажува директорот на Фондот за здравство како многу голема
многу голем плюс на вашето работење и нејзиното, претпоставувам. Новината што ја најавува министерот се централните тендери во Министерството за здравство што ќе обезбедат пониски цени за сите болници. Мене ова ми звучи многу разумно. Ама ова е 100% спротивно од тезите кои истата влада ни ги промовираше претходно. Зарем не беше пологично централни цени да се обезбедуваат на ниво на клинички центар? Не, тогаш оваа логика не важеше. Тогаш не важеше. Сега ова се откри како нова теза. Па потоа ќе видите дека тоа што го изјавил вториот директор на фондот, дека ќе има правична застапеност вработување, и тоа со бројка 840, директорката вика пупу не важи. Колеги пратеници, вака дојдовме до пописот. Не знам само на крај како ќе се вадите дека некој го фалсификувал и здравството, бидејќи ова се тези кои се спротивни на се оно што го говореше владата во изминативе неколку години. Во законот не е адекватно опфатен сегментот кој е најважен за пациентите, а тоа е основниот пакет на здравствени услуги. Се друго, ќе ве замолам ако можете да му кажете на министерот дека не е во ред толку нервозно да реагира и од место. Значи нема никаква реакција. Дека за мрежата на здравствени установи апсолутно контрадикторно и спротивно е тоа што го пишува во законот, тоа што го коментираа надлежните од фондот и оно што го кажуваше еден пратеник од парламентарното мнозинство. Така што вчера чувме, например, дека во делот на болничките услуги приватните здравствени установи нема да имаат место. Јас си го поставив прашањето како е возможно еден пратеник од владеачкото мнозинство да знае однапред која ќе биде мрежата. Ако ја знаете, објавете, а бар ќе знаеме за што да дискутираме. Меѓутоа, тој тип на кажување една работа, а потоа менување на политиката, тоа е недозволиво во здравствениот сектор. Дозволете ми да кажам дека не се согласувам исто и со начинот на кој што ќе бидат третирани медицинските работници. Апсолутно, секој треба да биде платен и во зависност од тоа колку квалитетно ја работи својата задача. Меѓутоа, тоа владата до сега тврдеше дека го прави, а не се направи. Тоа само се злоупотребуваше до сега. Или и на лекарите ќе им наметнете обврски како на полицајците. Казнена норма. Толку казни мора да дадеш за тоа што буџетот е празен. Во вашиот случај ќе им ги намалувате платите толку колку што буџетот на фондот е празен. Колеги, несериозно. И на крај, дозволете ми да соопштам дека во македонското здравство минатата година, само ако анализирате суми на еден месец, влегуваат 3 пати повеќе пари отколку пред 5-6 години. За тие пари македонските граѓани добиваат ужасно слаба заштита, која што не прави последни во регионот, како што реков, во која според Фондот за здравство, или ова не постои, господине министре, само 29% од пациентите искажале задоволство. Само 29, за 6 пати повеќе пари. За 6 пати повеќе пари. Пациентите се соочуваат со зголемен број на повторни враќања или шетања од шалтер до шалтер и од доктор на доктор. За 6 пати повеќе пари. Листите на чекање кои што ги најавувавте не функционираат веќе цела година. Господине министер, јас би сакала денеска да бидете малку поотворен, па макар и за критика, а многу помалку нервозен, затоа што нервозата се должи на вашите лоши резултати. Благодарам. За реплика е пријавен министерот за здравство. Повелете.